Благодарам, почитувана подпредседателка, почитувани граѓани, колешки и колеги пратеници, почитувани членови на владата. Имам 3 пратенички прашања. Првото прашање ќе го поставам до председателот на владата, господинот Христијан Мицковски. Премиере, ако на новинарско прашање да го објасните негласањето или недавањето поддршка за резолуцијата за мир во Украина, поддржана од Европската унија, дадовте темелен и издржан одговор, наместо арогантниот "така одлучивме", денес ќе ве прашував за инвестициите и економската иднина на оваа држава. Ама бидејќи така одлучивте и се уште живеете во еуфоријата на последните парламентарни избори, моето прашање ќе се однесува логично токму на последните случувања со гласањето или негласањето во Обединетите нации, кои за жал уште еднаш потврдија дека меѓународната политика која оваа влада ја води е без компас и е хаотична. И да биде уште пострашно, таа не е усогласена со европските партнери и политика. Наместо да се движи земјата во рамките на доследната меѓународна политика, сведоци сме на импровизации кои ја ставаат Македонија во се понеизвестна позиција на глобалната сцена. Додека другите европски земји тактички балансираат во сложените геополитички односи, вие со својата недоследност ризикувате да ја маргинализирате земјата во европските меѓународни политички кругови. Негласањето за Европската резолуција за Украина дополнително ја разобличи оваа хаотичност и со воздржаното гласање, за жал, Македонија се најде во за мене несоодветно друштво, како земјите како Гана, Бангладеш и Замбија. Сите наши соседи, како и сите земји кои имаат силни трансатлантски врски, гласаа за. И ова ја отвара дилемата. Дали Република Северна Македонија останува на европскиот пат или пак се движи кон геополитичка изолација. Нешто што за ВМРО-ДПМН од минатото не е непознато. Премиере, да се гласа воздржан значи да се нема став или да се нема стратегија. Вие изјавивте дека сте тргнале во дипломатски поход за да му објасните на светот какви неправди и се нанесуваат на Македонија. 3 пати бевте во Соединетите Американски држави. И лично јас тоа го поздравувам. За мене Соединетите Американски држави се наш стратешки партнер, исто како и за вас. Ама има една разлика. За мене и за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Соединетите Американски држави се наш стратешки партнер и кога сме власт и кога сме опозиција. За вас не е така. И затоа, моето прашање до вас е: дали при вашата дипломатска офанзива во Соединетите Американски држави го соопштивте вашиот предизборен став дека Преспанскиот договор е предавнички и дека треба да се менува, затоа што тој беше подпишан под покровителство и поддршка на сегашниот и тогашниот претседател на Соединетите Американски држави, господин Доналд Трамп, и дали добивте гаранција за возврат на неодлучноста која демонстриравте во Обединетите нации. Моето второ, така со сите 3? Така, да. Моето второ пратеничко прашање е до министерката за финансии, ја гледам тука. Министерка, пред една недела имавте за мене нелогична изјава, кога рековте дека за вас не може да биде логично да купувате грашок од конзерва или дека едно 4-члено семејство треба да конзумира во текот на еден месец 13 литри млеко. Така го потенциравте. За цената на таблата на јајца не коментирам, може би имате некој попуст за редовност. Но, не сакам оваа дебата со вас апсолутно да ја сведам на тоа што значи грашокот од конзерва, споделување на рецепти и така натаму. Ама следен пат кога ќе одите во маркет, а рековте дека одите често, земете било кој маркет, земете и споредете време на готвење на тој грашок од конзерва, кој што за вас е нелогичен, и на оно другиот. Тогаш може би на вас не ви е важно, ама за едно просечно македонско семејство е важно колку време ќе биде вклучен шпоредот. Дали 10, 15, 20, 30 минути, така натаму. Подеднакво важно, како што за една мајка е важно дали
ќе може во текот на цел месец на своите деца да им дава по една чаша млеко. Затоа што ако ја направиме логиката која што вие ја наметнавте за 4 члено семејство, тогаш ќе видите дека 13 литри млеко не се доволни, освен ако не го заменувате со бадемово или некое друго. Моето прашање до вас е следно. Наместо да ни држите лекции за домакинско пазарење, не е лошо да го чуеме вашиот став, тоа е впрочем и моето прашање, за намалување на патните трошоци на пратениците и зошто ВМРО ДПМН како политичка партија не ги поддржа. Моето трето пратеничко прашање е до министерот за надворешни работи, почитуваниот Тимчо Мацунски. Господине Мацунски, пред да го поставам прашањето, ќе дадам еден краток вовед, а тоа е дека припаѓате во влада во која што, за жал, според мене, ценејќи го вашиот личниот интелект, изминатите неколку месеци ја претвори ВМРО ДПМН, ја претвори Македонија во приватна компанија за семејни партиски вработувања. И тука списокот е поприлично долг. Ќе го дадам примерот, например, на членот на судскиот совет, која што сопругата на градоначалникот од ВМРО ДПМН, која што треба да биде реформатор на судството, па потоа семејството Андоновски е исклучителен пример за тоа како таткото е советник, синот началник и така натаму, синот друг се разбира министар. Има податоци за братко-сестринските релации на влада со Министерството за внатрешни работи, партизацијата во Министерството за одбрана, ама тоа се засебни теми кои што ќе ги коментирам во некоја и ќе поставам прашање, се разбира, во некоја друга прилика. Она што сакам вас да ви го поставам во форма на прашање и да го објасните е изминатиот период беа споделени во јавноста некои мејлови кои наводно потекнуваат од Министерството за надворешни работи, каде е подпишан амбасадорот Звонко Мацунски, кој се представува како ваш специјален советник. Моето прашање, кратко и јасно, упатено до вас е: дали е точно дека вашиот татко е во исто време и ваш советник, и ако е тоа така, дали сметате дека или не сметате дека е конфликт на интерес? Благодарам. Ви благодарам и јас.